Добар ден. ВМРО-ДПМН треба да престане да го штити Марко Зврлевски и криминалот во оваа земја. За жал, пратениците на оваа партија се инструментализирани и преку обид да направат тотална блокада на собранието, делуваат всушност единствено во заштита на криминалот на нивното партиско раководство. Ние сме свесни дека раководството на ВМРО-ДПМН е исклучително нервозно поради судските процеси што ги чекаат. Но, нивната нервоза нема да ја спречи правдата и нема да спречи конечно во Македонија сите да бидат еднакви пред законот и еднакво да одговараат за своите постапки. Затоа на пратениците на ВМРО-ДПМН и препорачуваме да ја сменат реториката, начинот на своето обраќање, поведението во собранието и нивниот начин на собраниско функционирање, со кој што се обидуваат да предизвикаат инцидент во парламентарната сала. Доколку навистина веруваат дека нивното толкување на членот 8а од изборниот законник е такво какво што е и дека разрешувањето на Марко Зврлевски би било незаконито, тоа е причина повеќе да се повлечат од безсмислените дебати, реторики, реплики и контрареплики на самите себе, и ако е навистина незаконито тоа разрешување, да може Марко Зврлевски утре да си поведе и постапка за таква незаконитост. Благодарам, повелете со прашање. Има ли некои конкретни имиња кај вас кои што би можеле да фигурираат како кандидати на предстојните локални избори и дали во некои општини очекувате тесни битки за што се вели на секој еден глас? Имињата кои што во моментот се вртат во јавноста како можни кандидати за градоначалници на Социјалдемократскиот сојуз или на коалицијата за престојните локални избори се уште во сферата на шпекулацијата. Постапката е во тек и некаде очекуваме дека кон крајот на месецот ќе заврши и официјално ќе бидат представени сите кандидати. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, имајќи во предвид сето тоа што го сработивме во изминативе само 2 месеци, откако ја формиравме владата, станувањето на Македонија повторно на регионален лидер во односите помеѓу државите на Балканот, економските резултати и ребалансот на буџетот кој што ги остваривме, очекуваме по основ на тие резултати со чиста совест, со дигната глава да побараме и да ја добиеме победата на локалните избори во повеќето од населените места во нашата држава. Реколта дека гласувањето на опозицијата е обид да се блокира работата на собранието, меѓутоа не е факт дека собранието е веќе блокирано со тоа што не се борба ништо друго освен самите реплики и контрареплики на пратениците од опозицијата. Постои ли начин да се реши ова, освен да се чека на нивната добра волја да се откажат од репликите? Не станува збор за чекање на добра волја, станува збор за класична злоупотреба, како што беше всушност и во текот на конститутивната седница на одредбите од деловникот за собранието. Воколку е целта на ВМРО-ДПМН да направи целосна блокада на државата, граѓаните тоа ќе го ценат и проценат и ќе го испорачаат на локалните избори. Се гледа кој во оваа држава ги блокира сите процеси и со каква цел. Единствената цел за блокадата е да се заштити криминалот на Никола Груевски и криминалното раководство на ВМРО-ДПМН. Нема поинакво образложение. Граѓаните ценат која врши блокадата и какви се тие цели. И покрај таквата блокада Марко Зврлевски ќе биде разрешен, правдата ќе ги стаса сите кои што треба да ги стаса, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ја донесе минималната плата, ќе ја укинеме радиодифузната такса, ќе ја оведеме ефтината струја, ќе ги исплатиме, односно ќе донесеме закон за стечајните работници и најтешко загрозената категорија на граѓани ќе ја испратиме, односно оние кои што имаат минимални плати 35 до 40.000 во текот или при крајот на летото ќе ги испратиме на заслужен еден одмор кој што не може да си го приуштат со своите примања и граѓаните тоа ќе го видат. Блокадата со цел да се избегне одговорност за сторените криминали и невидениот историски грабеж што е направен на нашата држава нема да му помогне на ВМРО-ДПМН. Таму имате луѓе што немаат политичка рационалност кога одлучуваат, бидејќи не одлучуваат по основ на здрав разум, туку по основ на себични причини, свесни дека следните 20 или 40 години треба ги поминат во затвор.
Повелете. Станува јасно дека во Кичево повторно трката ќе биде етничка за општината Кичево. Дали е можна некаква соработка во општина Слободна и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги надмина етничките разлики на минатите парламентарни избори. За нас во Македонија постои трка на концепти кои што се нудат на граѓани, не постои етнички концепт. Зошто не сте пратениците вашите колеги во салата, дали сте стварно поплашени како собранието да седат? На овој или на оној начин секој од нас гледате дека е присутен во собранието. Сите пратеници од коалицијата се од владеачката коалиција, од владеачкото мнозинство или добар дел од нив се одека присутни. Очигледен е бесот на ВМРО ДПМН што половина пратеничка група им нема пасоши, па се очигледно дека заради тоа мисля дека секој кој што во моментот нема да биде во салата се наоѓа на некоја плажа. Жал ми е, меѓутоа се треба да се соочат со правдата. Нема пасош, нема одмор. Може би не е лошо да јавно се прекратите дали собранието може да работи со толку број пратеници, ако мене не е јасно. Не, собранието мора да има кворум при носењето на одлуки. За време дебатата пратениците не мора да бидат присутни во салата. Ние сме околу. Еве, јас денеска се уште не бев влезен во салата, меѓутоа гледате дека сум тука, дека сум присутен, дека држам и оваа пресконференција, дека ги пратиме случувањата и внатре во салата. Искрено се надевам дека во ВМРО ДПМН конечно ќе надвладее здравиот политички разум, ќе ги деблокираат процесите не заради Социјалдемократскиот сојуз, заради граѓаните на оваа држава. Ќе го разрешиме Маркос Врлевски затоа што таквото разрешување е законито и државата ќе може да оди напред со сите процеси. Воколку ВМРО ДПМН ги задржи следните позиции, тоа нив на крајот на денот ќе им се лупне глава.